Многу е тешко да се направи дотерување на средновечен модел во добра кондиција. Со должина на каросеријата нешто помала од 4,4 метри, тој се лизга помеѓу големиот Карок и помалиот Камик, а зад Октавија е еден од најпродаваните во гамата од Млада Болеслав. Во 4 години производство Карок добива освежување, кое покрај оптичкото ретуширање го проширува списокот на вградена технологија. Затегнувањето на лицето е особено забележливо на предниот дел, уште повеќе нагласено со потесните фарови кои во врвниот модел имаат LED матрикс светло. Назад потенките светла сега се опремени со динамична трепкачка сигнализација. Иако Шкода не смени ниту една компонента од тврд лин, коефициентот на отпор е намален за дури 9% на 0,30 поради оптиматизацијата на аеродинамиката. Во реновирањето не беа предвидени електричарските зафати, па Шкода сега се постави на повисоко ниво по прашање на екологијата. Во опционалниот пакет Еко, тапацирањето на внатрешноста е со вештачки текстури од вегански рециклирани материјали. Амбициозната Sportline верзија има дополнителни ленти на вратите со карбонски изглед, спортски седишта со интегрирани потпирачи за глава и спортски волан со 3 краци. Зад ова, сите верзии сега имаа дигитална инструментабла во формат од 8 инчи, а поголемата верзија од 10,25 инчи е опционална. Моторизацијата останува непроменета. Основата е еднолитарскиот трицилиндрач со 110 конски сили, следен со еден 5 TSI со 150 коњи, а врвот на понудата е дволитарскиот TSI со 190 конски сили. Дизелот е во две нивоа на моќност, со 150 и 190 коњи. Двата најмоќни мотори се комбинирани со погон на сите тркала и менувач со двојна спојка со 7 степени на пренос. Шкода го произведува Карок во Чешка, Русија и Кина, а од 2017 година досега се продадени повеќе од половина милион примероци. Иако имаше шпекулации во пресред на фейслифтингот, Карок нема да биде електрифициран или хибридизиран. Затоа ќе треба да се почека најрано до 2025 година, кога треба да се појави следната генерација.